Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Глас на надежта и на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравието и схраната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Ја започнуваме нашата денешна утринска програма Разбуди се, емисија која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Еве неповторно денеска заедно, 7 февруари 2024 година. Верам дека сме разбудени и подготвени да ја проследиме и денешната наша емисија. Како за почеток ќе имаме мислата на денот, ќе прочитам неколку текстови од 23-тиот псалом. Господе пастир мој, ништо нема да ми недостасува. На зелени пасишта тој ми дава починка, при тивки води ме води. Ја освежува мојата душа, ме води по патеките на правдата поради своето име. Ако тргнам и низ долината на смртната сенка, нема да се уплашам од злото, зашто ти си со мене. Твојот джезел и твојата палка ме утешуваат. Приготуваш трпеза пред мене, пред погледот на моите непријатели. Ја помаза мојата глава со масло, мојата чаша се прелева. Навистина, благост и милоста ќе ме следат ни сите денови на мојот живот и јас ќе престојувам во Господовиот дом за секогаш. Овој псалм го напишал царот Давид по наслов Господе пастир мој. Па нека и овој ден и останатите денови во оваа седмица, почитувани гледачи, биде денови во кои наш Господар и пастир ќе биде Исус Христос. И денеска тој нека не води притивки води, вели Давид. Ја освежува мојата душа по патеките на правдата поради своето име. Да, на оваа земја има и трња, не е се така розово, не е патот постане само со цвеќе, има и проблеми, има искушенија, па на крајот вели има и смрт, но како е да секогаш да бидеме на Божја страна. И затоа нека биде Господ пастир наш и во овој ден во кој веќе навлегувме, нека не води на зелени пасишта. Ова е една символика. Зелени пасишта се символ за овците кои што има трева, кои што има храна. Тивки води се мисли на езерца, на реки, на извори каде што може да ја угаснат својата жет стоката, односно овците. Но на крајот Давид вели благоста и милоста ќе ме следат ни сите денови на мојот живот, и јас ќе престојувам во Господовиот дом за секогаш. Еве, со овие мисли ќе навлеземе и во нашата денешна емисија Разбуди се. Да ве поздравиме сега со една убава христијанска песна.
Evo nepovtorno programa pod 14, вие следите утринската програма на Радио Гласна надежда. Разбуди се емисија која се емитува секој среда со почеток во 9 часот. Да ги проследиме сега сервисните информации. Утрово во Каваларици беше -2, сега моментално е 0, но се чувствува 3 степени, така да ќе биде доста топло денес. Еве прогнозата сончево и надпросечно топло со мала до умерена облачност, наотру ќе има услови за појава на магла, поодделни котлини и ќе дува слаб ветер претежно од западен правец. Во Скопје сончево со мала до умерена облачност и тивко. Еве ги температурите. Утрово од 2 во крајно западните делови до 12, во Теквишијата од -2 до 16, најтопло ќе биде во Гевгелија од 1 до 20 степени. Интересно топло ќе биде и во Бителскиот, Прилепскиот регион од 0 до 17 степени. Така ќе биде слично и во Струмичкиот, така да имаме навистина пролетни температури, тие ќе се задржат и во следните неколку денови, но се очекува значи и заладување. Тамо некаде после 11-12
февруари се очекува нов бран на заладување, но ќе следиме прогнозата и во наредните денови. Што се однесува до заоѓање на сонцето, односно денеска сонцето изгреја во 6 часот и 38 минути, а истото ќе зајде во 16 часот и 55 минути. Влажноста е во Кавадарци 64%. UV зрачењето е 0, така да може да се шета. Сонцето не е така топло, односно да има последици ако се изложиме на сонце. Што се однесува до состојбата на патиштата, Автомотосојузот на Македонија јавува дека сообраќајот се одвива непречено по суви коловози. На граничните премини нема подолги задржувања за влез и за излез од нашата земја. Сепак, Автомотосојузот на Македонија препорачува прилагодена брзина за движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и секако внимателно управување со моторните возила, никако под дејство на алкохол. Казните се големи, но безбедноста на животите на прво место, така да вие кои сте возачи не употребувајте никако алкохол, а посебно кога возите. На некои делници во Македонија, некои патни правци се изведуваат гранични работи, така да бидете внимателни на поставената патна сигнализација која ја има поставено надлежните органи. Како е да е, февруари е, 7 рековме февруари, но еве овие денови уживаме во топлото сонце, но така нема да биде до крај. Ќе имаме и некаде после 11 февруари облачно, еве се најава снег и дожд, но зима е се уште, ние сакаме веднаш да дојде пролета, но за тоа имаме уште месеци кој ден. Како е да е, еве ги проследивме сервисните информации, почитани гледачи. Сега сакам да го проследиме и утринскиот текст, односно утринската порака, која наоѓаме денеска во Колосјаните, 2 глава, стихот е 15. Луцифер е разоткриен. И ги разоружа началствата и властите, и јавно ги изложи, победувајќи над нив во тоа. Да го проследиме сега и соодветниот коментар. Протерувајќи го сатанат од небото, Бог ја покажал својата правда и ја потврдил честа на својот престол. Но кога човекот сгрешил, заведен со измамите на овој отпаднат дух, Бог својата љубов ја покажал со тоа што дозволил неговиот единороден син да умре за паднатиот човечки род. Во помирувањето се открил Божиот карактер. Крстот е силен доказ за целата вселена дека патот на престапот на Луцифера во никој случај не може да му се препише на Божето владење. Во борбата меѓу Христа и сатаната за време на службата на Спасителот на земјата е откриен карактерот на големиот измамник. Ништо не можело во толкова мера да го одвои сатанат од љубовта на небесните ангели и од целата верна вселена, како неговата свирепа борба против откупителот на светот. Дрското хулење со кое се осмелил сатаната да бара Христос да му се поклони, неговата сурова смелост со која го однел на високата гора и на врвот на храмот, подмолната намера што се видела во поттикнувањето да скокне од огромната височина, неговата неумерна злоба што го прогонувала од место до место и ги поттикнувала срцата на народот и на свештениците да ја отворат неговата љубов и најпосле да викаат "Растни го, растни го". Сето тоа предизвикало чудење и гнасење кај вселената. Сатаната го натерал светот да го отврли Христа, кнезот и злото да ја употреби, кнезот на злото ја употребил својата света моќ, сета своја моќ и лукавство да го уништи Исуса, зашто видел дека љубовта и милосредието на Спасителот, неговото сожалување и нежност на светот му го откриваат Божиот карактер. Сатаната оспорувал се што тврдел Божиот син и за своите орудија употребил луѓе животот на Спасителот да го исполнат со неволи и со грижи. Лукавствата и лагите со кои се обидувал да го спречи Исусовото дело, омразата што ја покажувале синовите на непослушноста, неговите страшни обвинувања против оној чиј што живот бил
bezprimjerna služba na doverba, sve to poteknuvalo odla bogata želba za odmazda. Protiv Božjeg sina Golgota plamtel razgoren ogan na zavist i zloba, na omraza i odmazda. Kad celo to nebo so nemužasja posmatralo ova scena. Сега за вината на сатаната нема оправдување. Тој е наполно обелоденет, измамник и убиец. Еве убав коментар на овој текст, кој денеска го најдовме во Колосјаните, 2 глава, 15 стих, и ги разоружа началствата и властите и јавно ги изложи, победувајки над нив во тоа. Сатаната е лукав, тој денеска е на дело, тој денеска работе, знајќи дека има уште малку време, и затоа како што ги потикнал луѓето во Исусово време да викаат да го раснат, па и преку водачите да го однесат на крст, сепак неа пореметил Божјата мисла и Божјиот план во откуп на човекот и неговото спасење. Исус до крај издржал, секако бил раснат, умрел, но и воскреснал и на тој начин донел спасение за секого од нас. Нека и денеска Господ Исус биде со нас, почитувани гледачи, не чува од искушенијата на овој голем човечки и Божи непријател сатаната. Продолжуваме повторно со песна. Zašto sam kao prašnja prozor, što ne propušta tvoj sjaj? Zašto sam kao kasna zvezda na već plavom nebu? Zašto kad želim da ti dam moje srce je kamen, da te jače volim, želim sad ja. Živim kad oslobodio si me, zašto još slamam srce tvoje, pre nego kleknem pred tobom. Ja znam za promenu je vreme, da dam celog sebe, da te jače volim, želim sad ja. Isceli me i usmeri, razvaljeno pusto srce, duhom ispuni. Ti obnovi me i očisti, osnaži me i podigni. Nek tvoj duh sad živi kroz mene. Oslobodio si me, zašto još slamam srce tvoje, pre nego kleknem pred tobom. Znam da za promenu je vreme, da dam celog sebe, da te jače volim, želim sad ja. Promeni me i očisti, isceli me i usmeri, razvaljeno pusto srce, duhom ispuni. Ti obnovi me i očisti, osnaži me i podigni. Nek tvoj duh sad živi kroz mene.
nađi me i pobjegni, nek tvoj duh sad živi kroz mene. Promeni me, promeni me. Promeni me, promeni me. Nek tvoj duh sad živi kroz mene. Promeni me. Еве повторново програма, почитам гледачи, ја следите во живо, утринската емисија Разбуди се. Следува рубриката Вести од светот и од Македонија. Денес имаме интересни вести, охрабрителни, токму од нашата земја, значи од Македонија, поточно од Колешино, од црквата Колешино, која се наоѓа во непосредно, тоа село се наоѓа непосредно во Струмичкиот регион, односно во општина Ново село. На 3 февруари, значи минатиот викенд, се одржа едно свечено богослужение во таа локална црква, која е во склоп со останатите адвентистички цркви во Република Македонија. Овој извештај го напишал колегата пастор Дехан Хајдер, па ја ќе се послушам неколку реченици од неговиот надпис кој ги постави, односно овој извештај го поставил на својата Facebook страна. Значи во сабота на 3 февруари се одржа зимски, би го нарекле, окружен собор во Колешино. Вообичајно е тоа, дали на пролет, на есен или преку лето се организира такви локални собори, па еве за овие неколку цркви, Штип, Лаки, Колешино, Кочани, се одржи Струмица секако. Еве може да гледате и слики, црквата, ова е дел од верништвото, присутните кои беа во Колешино минатата сабота. Не само што има прилика верниците и пријателите да присуствуваат на убава програма, проповед, пораке, меѓутоа поводот беше да се одржи крштевање, така да во службата учествува секако пасторите Дехран и Илија, но и верниците Туше, Георги, Спаско, така да и младите или дел од сестрите кои учествуваа со своји песни, но главен акцент беше ставен секако на настанот кој е многу важен за секој христијанин, а тоа е крштевањето. Библијата пишува во Новиот Завет, значи Исус рекол: одете, проповедајте го Евангелието и потоа научите ги и крстите ги. Така да, еве, во Колешино, значи, завет со Господа, тој библиски израз, еден договор склуче по пат на крштевање две личности. Еве, може да гледате групата на верници од Колешино, кои учествува со своји песни, но, како што реков, главен акцент беше ставен на крштевањето. Една пријателка, значи по име Рада од Колешино, одлучи да стори завет со Господа, еден договор, и уште еден пријател кој ни дојде од Кочани по име Тоше, и тој стори завет со Господ. Тоа се најважни моменти во животот на еден христијанин, почитувани гледачи. Бидејќи крштевањето на мали деца, Библијата не го признава, нити е одобрено, иако некои традиционални цркви тоа го прават. Библијата зборува дека човекот треба да биде возрасен, научен, да донесе собствена одлука и потоа да стори завет со Господа. Еве ги овие лица, значи Тоше и Рада, стана дел од христијанското адвентистичко семејство во целиот свет, бидејќи црквата на адвентистите е интернационална црква. Кога ние припаѓаме во една локална заедница, ние сме дел тогаш од светската адвентистичка црква, која брои преку 20 милиони возрастни крстени верници. Значи, потикнати од важноста и значењето на чинот на библиското крштевање, неколку пријатели кои биле присутни на тој собир станале и видливо, значи, донели одлука да тие исто така следниот пат или во наредниот период
storati zavjet со Gospoda, zato što duhot raboti, Sveti Duh raboti na sekoje čovečko srce. Domakinite se kako priredile, se pogrižile i za gostite, da se i fizički telesno, znači nahrana, to je tradicionalno vokolešeno, tije se gostoprimljivi, znači eve imale zajednički ručik, no što je najvažno, na kraju pastor Dehran zaključuje, veli slava neka na Boga za blagoslovite, su koji gi blagoslovova vernicite i vokolešeno, no i vo Makedonije. Tako da, eve, počitovani gledači, ova je radosna vest, vesti od našata zemlja, kada što dvajica luge, jedna žena i maš, znači возрастni, odlučile da go sledat Gospoda Isusa Hrista i da storat zavet sa Boga. Ako i vi ste potiknuti od Sveti Duh, a sve ovo što neste go napravili, to je važan čekor, obratite se do najbliskata crkovna zajednica, adventistička, pobarite go pastorot ili vernici koji pripadaju ova zajednica, držete so njih, proučete gi osnovnite vistini, da možete i vi ovoj čekor da go napravite, što je mnogo važan v životot na sekoj hristijanin. Vidjeti, to je jedan dogovor. Na toj način je odpočnuvamo jedan nov život. Staro to pomina veli apostol Pavle i Gospod sozdava se novo. Sekako ime to ne go menuvame. Imето и презимето, меѓутоа го минуваме карактерот, начинот на живење, традицијата, обичаите ги оставаме позади себе и го следиме Исуса Христа, бидејќи самиот Исус, почитовни гледачи, историл завет на возрасен, значи Исус имал 30 години, кога го направил тој многу важен чекор и вели ви дадов пример и вие тоа да го правите. И затоа ние христијаните адвентисти го имаме крштевањето на возрастни, а не на деца, зашто крштевањето на деца не е според Библијата и не може едно бебенце, едно детенце кој нема ни грев сторено да биде, да одлучи да му служи на Господ, кога е немоќно, кога не може, кога ќе порасне, кога ќе стане свесно за своето постоење, кога ќе го запозна Исуса Христа преко Библијата, тогаш одлучува момчето или младичот, девојката или возрастните да направат завет со Господа. Еве, тоа беа убавите вести кои денеска ни дојдоа од црквата Колешино во Стромичкиот регион. Одеме сега повторно со песна. После ова убава детска песна, еве неповторно во програма, вие следите утринската емисија Разбуди се. Поздрав до сите вас, почитувани гледачи кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите ова наша емисија. Денеска порак од Библијата ќе имаме во врска со молитвата. Во наредните неколку емисии ќе имаме, значи, кратки пораки од Библијата за молитвата. Меѓутоа, пред да ја отвориме оваа тема, би сакал да ви пуштиме, а одрежа за која секунда ќе ви пуштат, видео порака под наслов Бродоло. Силна е пораката и за постарите и за помладите, тоа трае некаде 3,5 минути од прилика, меѓутоа имајте трпение, изгледайте го до крај, бидејќи секој од нас во животот може да доживее некој си бродоло. После ова видео порака ќе одеме со темата за молитвата. Да ја видиме сега ова видео порака.
бродолом. Помагајте, тонеме. Далеко на пространствата на Тихиот океан, борејќи се со силното невреме, бродчето Хелен Кертинг се уште се одржувало на површината. Бранови високи како планини удирале во неговата палуба. Водата секаде навлегувала. Се чинило дека е невозможно да се спаси бродот кој секој момент бил преплавуван со нови бранови. Капетанот преко радио испратил повик за помош. Можеби сепак некој ќе го слушне. Најблиското копно било оддалечено преку 1000 километри, а капетанот знаел дека во тој дел од океанот пловат многу малку бродови. Ветрот станувал се посилен и морнарите чувствувале дека и покрај сите напори им се приближува крајот. Повторно бил упатен повик за спас. Во близина се нашол еден брод кој можел да им помогне. Австралиски крстоносен брод кој се враќал од своето матично пристаниште. Кога низетерот одекнал повикот од Хелен Кертинг, бродот веднаш го променил курсот и тргнал во помош на бродоломците. Поминувале неколку часови. Бродот се повеќе и повеќе се попуштал. Се чинило дека е невозможно другиот брод да стигне на време. Капетанот на Хелен Кертинг испратил порака преко радио. Нема да издржиме ниту еден час. Водата не преплавува збогум. Од другиот брод стигнал одговор. Бидете храбри, ви доаѓаме на помош. Капетанот на крстоносниот брод го одражал својот збор. Толку кога Хелен Кертинг почнал да тоне, големиот брод се појавил. Со надприродни напори морнарите успееле да го префрлат целиот екипаж од Хелен Кертинг на крстоносниот брод. Сите биле спасени. Понекогаш и девојчињата и момчињата се слични на екипажот од Хелен Кертинг. Тие се трудат да бидат добри, се борат и вложуваат напори, се борат против она што знаат дека е зло, но понекогаш бурата на искушението е толку силна што не можат да ја одолеат. Во такви случаи би требало да упатат повик за помош, би требало да го упатат на самото небо. Тонам, не можам уште долго да издржам. Исус ќе го слушне, тој ги разбира нашите мисли, иако сме далеку. Ти знаеш кога седам и кога станувам, ти ги знаеш моите мисли оддалеку. Псалам 139, вториот стих. Тој сигурно ќе ти одговори, еве ќе дојдем скоро, не губи надеж. Не смееме да се откажеме од борбата. Не треба да му дозволиме на злото да не надмине. Исус ќе не сочува. Но треба да знаеме дека бродоломот ќе го избегнеме ако го повикаме Христа на време. Еве ја видовме ова видеопорака бродолом. Почитувани гледачи, истата може да ја најдете на YouTube каналот Христијанска адвентистичка црква. Може да го симнете или да го делите, да го шерувате, значи со вашите пријатели, со ваши млади, слободно. На YouTube одете и напишете Христијанска адвентистичка црква и таму ќе го најдете. Продолжуваме со нашата програма. Рековме дека ќе зборуваме за молитвата. Зошто е неопходна молитвата? Иако повеќето христијани, почитувани гледачи, веруваат дека молитвата е многу важна, сепак мнозина луѓе не сваќаат зошто е молитвата навистина неопходна. Многумина ја доведуваат во прашање Божјата сувереност и неговата можност да ја спроведе својата волја или пак ја побиват потребата да се молат на Бога. Некои мислат дека молитвата е предвидена првенствено за наша полза, но дека Бог сепак ќе го направи она што тој сака да го направи без разлика дали ние се молиме или не. Значи некој така размислува дека Бог и унака ќе направи, зошто ние мора да го молиме кога тој веќе се знае. Но позната е мислата дека молитвата е предимство, но секако не е и нужност Бог да ја спроведе својата волја на земјата. Значи Бог
се знае, но ние ако не побараме, тој нема да реагира. Во сето ова, вистина е дека Божите деца треба да се молат, дека тоа е неопходно. Инаку, зошто Исус би ни рекол да се молиме за да биде волјата Божја? Еве што кажува во молитвата Отче наш во 6 глава, почетните стихови. Туку вие молете се вака: Отче наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое. Сега ова е многу важно. Да биде Твојата волја, како на небото, така и на земјата. Значи, кога ние се молиме, треба да кажеме: Боже, нека биде Твојата волја. Ние на Бога не смееме да му наредуваме. Па тој ете како Дедо Мраз да ги исполнува нашите желби. На крај, значи, кажуваме: нека биде според Твојата волја. Ако верниците не се молат, на ова земја нема да се оствари Божјата волја. Во прва Мојсеева се известува за создавањето на светот и за човечкиот род. Еве што пишува. Потоа Бог рече да создадеме човек според нашиот лик, според нашиот образ, како што сме ние, кој ќе биде господар над морските риби, над небесните птици и над добитокот на целата земја, над сите гадинки што лазат по земјата. И Бог го создаде човекот според образот свој, според образот Божи го создаде машко и женско. Еврејските зборови, преведени како според нашиот образ, укажува дека Бог ги создал човечките суштества слични на него. Кога го создал човекот, Бог направил уште нешто. Во претходно наведените стихови е речено ние дека Бог му дал и власт на човекот над овој свет. Еврејскиот збор преведен како власт значи да управува или да царува над некој. Како Божи представник, Адам требало да владее со овој свет. И го зеде Господ човекот што го создаде, го насели во Едемската градина за да ја обработува и да ја чува. Адамовата одговорност да ја чува земјата се состоела од обврската да ја штити од се што би можело да ја нанесе штета. Адам требало да биде Божи авторитет и представник на земјата. Требало да биде нејзин стражар или чувар. Псалмистот понатаму ја опишува положбата која што Бог му е дал на човекот при создавањето. Еве што пишува Давид во Псалам 8.5. Си го направил малку помало од ангелите, но со слава и чест си го овенчал. Кога ќе ги погледнеме оригиналните еврејски зборови, преведени како слава и чест, наоѓаме дека авторитетот што му бил даден на човекот е како царски авторитет. Оттаму при создавањето земјата била ставена под Адамовата власт. Оно што се случувало на земјата зависело секако и од Адама. Молитвата е неопходна, зашто од самиот почеток Бог сакал да делува преку луѓето во остварување на својата волја на земјата, а не независно од нив. Бог работи преку молитвата на својот народ. Кога Бог сака нешто да оствари на земјата, неопходно е човечките суштества да го молат, тој тоа да го направи. Многу примери за тоа наоѓаме и во Стариот и во Новиот Завет. Треба да се молиме на Бога, како што пишува во молитвата Отче наш, лебот наш насушен дај ни го денес. Гледајќи ја големата борба на мноштвото, Исус барал неговите ученици да му ја упатат на Отецот следната молитва. А штом виде многу народ се сожали над нив, зашто беа изморени и напуштени како овци без пастир. Бог сака да испрати работници во полето на овој свет да ја соберат неговата жетва. Меѓутоа, неопходно е христијаните да се молат. Тој да го стори тоа. Павле барал верниците да се молат, Евангелието да напредува. Потоа, браќа, молете му се на Бога за нас, да Словото Господово да се распространува и да се слави на секое место меѓу вас и нас. Се што е кажано претходно е Божја волја. Но неопходно е човекот да се моли за тоа, зашто молитвата едноставно ја ослободува Божјата сила со која се врши неговата волја на земјата. Не заборавете, Бог планира да работи преку човечките суштества, а не независно од нив. Нашите молитви имаат суштинска важност за остварување на Божјата волја во нашиот живот и во животот на они кои се молат.
Еве, почнавме значи со молитвата, ќе продолжиме во наредната емисија, мали сегменти ќе пренесуваме. Но верувам дека, почитувани гледачи, и вие се молите. Ја знаете молитвата Татко наш или Оче наш. Ако не знаете да се молите, читајте таа молитва. Отворите во Евангелие во 6 глава, 9 стих па надолу. Тука е запишана таа примерна молитва. Молитва за пример што Исус им ја дал на учениците. Но денеска ние може да си составуваме и свој вид на молитва. Има утрински молитви, дневни молитви, вечерни молитви, молитва за јадење, пред спиење, станување наутро. Значи со своји зборови, 2-3 реченици. Знаете, Библијата не одобрува да се прекрстуваме со рака како да ја заменеме во молитвата. Току со своји зборови. Значи, едноставни зборови, онака како што знаете, фала ти Боже, наутро, например, кога стануваш, или кога јадеш, 2-3 реченици употреби за благодарност на хранава, што Господ ти ја дал на масава тој ден да ја јадиш. Зашто има многу луѓе кои денеска, например, ќе си легнат на вечер, а немаат што да стават во уста, во стомак. Така да вам благодариме постојано на Бога и кога одиме, кога се движиме, кога лежиме. Значи, молитвата не е врзана за состојба на телото. Не мора само се молиме во црква, да, секако и таму се молиме, меѓутоа молитвата има повеќе дефиниции, е дишење на душата. Како што ние дишиме, а не го контролираме дишењето, тоа иде спонтано, што би се рекло, така и молитвата упати мисла. Мисла дека се возиш во автобус, се држиш таму за рачката, можеш би на градската автобус и не може да ги склопиш рацете или да клекнеш. Значи, Бог не зависи од нашиот став. Убаво да се клекне или да стоиме, меѓутоа битна е мислата, битно е срцето, битни се побудите, зошто ние се молиме. И затоа, еве, отпочнавме со оваа мала серија за молитвата, ќе продолжи, значи, во наредните емисии, ќе се подсетуваме и со примери, и со текстови од Библијата, зошто е неопходна молитвата за нас. Исус рекол, молете се, зошто кој бара, ќе добие, вели текстот, Светото писмо тоа го пишува. Кој тропа, ќе му се отвори. Наше да бараме, а волјата Господова нека биде остварена онака како што тој сака. И кога тој сака, значи, Бог одговара, значи, на 3 начини на молитвата. Некојаш веднаш, некојаш вели почекај, а некојаш никогаш нема да одговори. Значи, Бог има најдобри намери за нас и затоа наше да бараме во молитва и да му благодариме, не само да бараме или да му наредуваме на Бога, туку и да искажуваме нашата радост, нашата благодарност што ете Господ бил со нас до овој час, односно до денеска. Одиме сега повторно со песна и полека ќе одиме кон крајот на оваа емисија и кога имаме уште точки, така да еве сега да слушнеме и наредната песна. Dušo moja, prekrasno to ime Isus, sve što ti napravi dobro, nego zaboravaj, amin. Slavi go Bog, dušo moja, slavi go Bog, dušo moja. Tvoj koji mi prosti grehove, koji mi duša izlekува, njemu je slava sob sami i pesna od srce, ja svečno tje pevam. Slavi go duši, slavi go ja, prekrasni go i dušo Isus, sve što ti ne radi, slavi go bro, slavi go Bog duša moja. Slavi go duši, slavi go ja, prekrasni go i dušo Isus, sve što ti napravi, slavi go Bog, slavi go Bog duša moja. Tvoj koji volaka me utreši, tvoj koji me nešto razveseli, njemu je slava sob sami i pesna od srce, ja svečno tje pevam. Slavi go duši, slavi go ja, prekrasni go i dušo Isus, sve što ti napravi, slavi go Bog, slavi go Bog
čuva i den i noć, njemu je slava s psalmi i pesma od srce, ja večno te pevam. Drži vselena, Tvoj koji svoje zborstvo znala, njemu je slava s psalmi i pesma od srce, ja večno te pevam. Slavi go duši, slavi go ja, slavi go duša Isus, zašto te verujem, slavi go ja, slavi go duša ja, slavi go duša, slavi go ja, prekrasni to iliše Isus, zašto ti dobravi slavi go Bog, sego zaboraša ja, slavi go duši, slavi go ja, prekrasni to iliše Isus, zašto ti dobravi slavi go Bog, sego zaboraša ja, slavi go duša, slavi go ja, prekrasni to iliše Isus, zašto ti dobravi slavi go Bog, За да испита својата вера и да ја потврди низината веродостојност, за да го острани се она што е сомнително и погрешно, францускиот филозоф Рене Декарт го користи така наречениот методолошки сомнеж. На тој начин, тој го донесува следниот заклучок. Мислам, значи постојам. Оној што мисли за себе и за светот што го окружува, очигледно постои. Декарт не е првиот што дошол до овој заклучок. Имено Августин фон Хипо, уште во 4 век напишал «Cogito ergo sum», мислам, значи постојам. Како што разумот не води до одредени заклучуци, кои ги сметаме за апсолутни, така и верата има својство да вдахнува убедувања, кои им даваат сигурност на оние што веруваат. Тоа не се однесува само на религиозните луѓе, кои практикуваат конкретно верување. Потребата да веруваме во многу нешта, без да ги ставаме под сомнеж, е вродено во природата на човекот. Веруваме во голема љубов, во честноста на нашите пријатели, во нас самите, во подобра иднина, во Бога. Самиот живот е невозможен без вера. Ако таа отсуствува, нема да постои реалната надеж, вистинската љубов и достојното човечко постоење. Без вера не може да го живееме животот. Верувам, значи постојам. Дури и неверникот верува. Неверојатно е во колку нешта треба да верува човекот за да биде неверник. Верата и неверувањето изгледаат како спротивности, но во реалноста се слични многу повеќе отколку што човек би можел да си замисли. Например, Божјето постоење не може да биде докажано, треба да веруваме во него. Дали Бог постои или не, тоа е прашање на вера, а не на знаење или на наука. Во известна смисла и неверувањето е вера, но со знак минус. Христијаните веруваат дека зад нештата што можеме да ги видиме, постои невидлива реалност. Во неа постои Бог, кој не придружува на нашиот животен пат. На прашањето, впрочем, што е верата, Библијата одговара: а верата е тврда увереност во она на кое се надеваме и убеденост во она што не се гледа. Евреите 11.1. Кој верува, не ја губи надежта, дури и да доживее разочарување. Тој ќе биде награден. Верата може да преместува планини, секако, во метафоричка смисла. Може да отстранува навидум непремостливи пречки. Може невозможното да го направи возможно
И најневеројатното е тоа што таа може да ги разбие ограничените човечки хоризонти и да се потпре на широката човечка реалност. По распаѓањето на атеистичкиот социјализам на крајот на 20 век, стана јасно дека верата и религијата не можат да бидат избришани ниту со идеолошко превоспитување, ниту преку државни репресии. Копнежот за Бог е потраен и пожив од утопијата на атеистичка ера. Кај секого постои тој копнеж за Бог, без разлика дали ќе признаеме или не. На прашањето дали има некој таму горе, повеќето луѓе воздржано одговараат: па мора да има нешто. А некои многу јасно велат: да, има некој. Но без никаков сомнеш можеме да кажеме дека тој некој има име и лице. Тоа е Бог кој е создател на небото и земјата и се што е на нив, кој се грижи за сите нас и не се објавува преку Светото писмо Библијата. Тој има желба да стане твој личен Бог. Од лично искуство можам да кажам дека е прекрасно да се живее со Него. Прекрасниот живот што јас го имам со Него, ти го препорачувам и тебе. Веруј дека Бог може да донесе мир, радост и среќа и решение за многу проблеми во твојот живот. Читај Библијата и моли се на Бог и ќе стане дел од твојот живот.
Еве полека, почиту гледачи, доаѓаме до крајот нова наша денешна утринска програма Разбуди се, емисија која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Денеска би сакал да ви го покажам новиот двоброј на списаниот адвентистички поглед. Може веќе сте го добили во вашите локални заедници, локални цркви, но вие кои сакате да го имате, еве може да ви спратим по пошта по цена од 100 денари. Има интересни податоци, интересни теми. Еве ќе ви прочитам од содржината. Значи, што навистина се случува во светот, потоа како можам да му се заблагодарам на Бога, тргнете од почеток, дали сте збунети, 10 навики кои ќе направат да размислувате позитивно, насилство по христијански, Исусовото Божикно писмо, моето искуство со Бога, разговор со самите себе, важен Христос совет за последното време, вести од нашите цркви, значи од сите региони во Македонија што се случувале во минатата година, значи во 23-та, овде се запишани со слики и со кратки извештаи. Чекор подалеку, здрава кујна, вегетаријански рецепти, имаме интересни рецепти, така да ќе може да ги користите. И на крајот имаме фелтон, оди и објавиме го тоа на свето. Значи, еве го погледот, 100 денари, пишете ни на наша адреса, а ние ќе ви го испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви го достават до вашата домашна адреса. Вие кои сте во странство, а сакате да го имате, можеме да ви го испратиме во PDF формат. Значи, не го праќаме како во текст, зашто постојано некако се губат тие пратки, меѓутоа ќе го имате во PDF формат и може да го гледате на вашите компјутери, на вашите домашни, значи лаптопови, така да ако сакате, пишете мејл и преку мејл ние ќе ви го испратиме на ваша домашна адреса. Доколку сакате да добиете Библија, Свето писмо, исто така ви стоиме на располагање, може да ви спратиме на македонски, значи Свето писмо, бесплатно, еве овој формат, малце поголем од оној класичниот среден формат, така да запостариете со поголеми букви, може да ви спратиме. И на тој начин може да изучувате и дописната библиска школа, библијата зборува.мк. Значи, ова е онлайн, преку интернет ви се праќат тие лекции, вие одговарате, кликнувате и така на крај добивате една прекрасна диплома, но што е најважно, ги откривате големите вистини на Свето писмо. Да видиме сега и рекламата за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве, почитувани гледачи, полека дојдовме и до крајот нова денешна наша заедничка утринска програма, односно емисија Разбуди се, така да ви благодарам на вашето внимание што бевте денеска со нас. Би ве замолил да го посетите нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда, секако на YouTube, таму има емисии, сите досегашни кои се одржале, кои сме ги имале, таму се поставени, може да ги гледате, кои што има интересни совети и пореки од Библијата. И посакувам убав и благословен ден, цела седмица, ви закажувам нова средба, ако Бог даде живот и здравје, да се видиме во наредната среда со почеток повторно во 9 часот. До тогаш останете со здравје. Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се,
која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна Надежда и на нашиот YouTube канал Радио Гласна Надежда. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравјето и схраната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме.